Изградбата на повеќе наменската хала која Струмица треба да ја добие до крајот на 2017 година е еден од проектите кој треба да придонесе за нов квалитет на живеењето во градот. Халата е дел од програмата на градоначалникот Зоран Заев за периодот 2013-2017 година за неговиот трет градоначалнички мандат, но досега реализацијата на проектот не е започната. Во буџетот за 2016 година стои дека целата инвестиција ќе чини 34.470.000 денари, со краен рок на завршување до 2018 година, иако неговиот мандат завршува во април наредната година. Една од капиталните работи е почетокот на мултифункционалната сала. Идната година започнуваме со новата турска населба во горниот дел на градот. Се надеваме дека гасификацијата како крупен проект ќе има уште поголем замаец од тоа што денеска го има како капитален проект, проширувањето на припејд паркирањето во градот, кој што даде одлични ефекти, ќе се прошири веќе на второстепените по важност од примарниот аспект на улиците во градот Струмица, но ќе пробиеме огромен пат од Свети Илија до Ловендом, кој што е основ за панорамското поврзување помеѓу градот, помеѓу Ловендом и Цареви кули. Истото ветување Заев го повтори на 28 ноември 2014 година, кога во изјава дадена за медиумите кажа дека некогашната струмичка касарна се претвора во големо градилиште, бидејќи таму треба да никне еден цел мини град. Ќе инвестираме многу во периодот кој што предстои. Знаете дека имаме наменето локации за ново училиште, нови детски градинки, за пазар, за мултифункционална сала. Се надеваме готовите објекти кои што се од здрав карактер конечно ќе бидат предадени, кои што се замислени за високо образование, за ресторанти, се замислени за студентски домови и слично. Досега од најавите и од почетокот на проектот нема се уште ништо, па останува отворено прашањето дали овој објект би можел да заврши за рок од една година, до кога треба и да се стави во функција. Објектот е предвиден во просторот на поранешната касарна и истиот треба да има мултифункционална примена. Се планира за одржување на концерти, забавни настани, саемски манифестации, продажба на секаков вид на производи и друго. Покрај ова халата треба да содржи деловен центар, паркинг простор и други содржини потребни за еден ваков комплекс. Халата се најави како нов архитектонски символ на градот Струмица, но и објект кој што е важен за југоистокот поради неговата мултифункционалност и техничка опременост на површина од 5000 метри квадратни. Засега од овој проект нема ништо.